بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بإذن الله تعالى ќе продолжиме со оваа изворедна книга, а таја е Навакидул Ислам, поништувачите на исламот. Авторот Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах вели Ен-Накидур Раби', значи четвртиот поништувач, гласи следното: Мен и'тақад анна гайра хадии наби саллаллаху алейхи ва саллам акмал мин хадиhi أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. Велит Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах во овај поништувач, кој веруват дека едно друго упатство од упатството на пекамберот салаллаху алейхи ва салам е посовршено, или мисли дека осудувањето на некој други е подобро осудување од пегамберството од пегамберот салаллаху алейхи ва салам, како на пример оној што им дават предност на тавагитите во нивното осудување. Фахуа кафирун, така што тој човек е неверник. Значи верувањето, да веруваш дека упатството на некој други, освен пекамберот салаллаху алейхи ва салам, е подобро упатство, тоа е неверство. Или да веруваш дека осудувањето на некој други, освен осудувањето на пекамберот салаллаху алейхи ва салам, да мислиш дека тоа осудување е подобро од она осудување на пекамберот салаллаху алейхи ва салам, тоа е неверство. Го ваѓат човекот од верата, го исфарлат од верата. Велит Шейх Абдул Бухари хафизахуллах во објаснувањето на овај четврти поништувач дека зборот на теухид, келимату теухид, се состават од две огромни бази. А тие бази се Ла илаха иллаллах Мухаммедун Расулуллах. Ла илаха иллаллах Мухаммедун Расулуллах. Како што ни е нас задолжно да ние еден и единствен само Аллах субхана ва таала да го обожаваме, така ни е нас исто задолжно да го правиме Мухаммед салаллаху алейхи ва салам единствен во нашето следење. Значи, како го обожаваме Аллах субхана ва таала во нашите сите обожавања, само него еден и единствен, така исто само един и единствен кој следиме ние, без услови, без прашувања, а тој е нашиот пекамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва салам. Што значи дека самиот шахадет содржува, значи, што не можеш да станеш муслиман освен со потврдувањето дека Мухаммед салаллаху алейхи ва салам е Аллахов пратеник и пекамбер. Да, шахада, исто шахада, значи мојша или шахадатейн, значи. Значи, не можеш да влезеш во исламот, не си уште муслиман, се додека не потврдиш Ла илаха иллаллах Мухаммедун Расулуллах. Значи, некој ако дојде кај тебе, вели ја тврда Ла илаха иллаллах, но тој не прифаќа да рече Мухаммедун Расулуллах, тој човек е кафир, неверник. Но во моментот тој кога тврди Ла илаха иллаллах Мухаммедун Расулуллах, тоа тврдење Мухаммедун Расулуллах не е само зборови што ги изговара човекот, туку се барат он него, како што вели Шейхул Ислам ибн Теймија рахимуллах, таздиқуху фима ахбара. Значи, да потврдиш она што не има нас пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи ва салам известено. Значи, да потврдиш
со цврсто убедување, она што е на имат нас известено пекамберот Мухамед салаллаху дека тоа е вистина. Wa ta'atuhu fima amara. И да бидиш покорен и послушан спрема Мухамед салаллаху алейхи ва селам во неговите наредби. Значи ова содржуваат етелдаммен, содржуваат шехадетот Мухаммедун Расулуллах, таздиқуху фима ахбара, да го потврдиш во она што го пренесол и што не имат известено, и таатуху фима амара, да бидиш покорен и послушен во неговите наредби. Да бидиш покорен и послушен во наредбите од Мухаммед салаллаху алейхи ва салам. Ваттибаъу шариатихи. И да го следиш шариатот со кој е дојден Мухаммед салаллаху алейхи ва салам. Значи ова содржуваат Мухаммедун Расулуллах. И Мухаммедун Расулуллах имат, како што имат ла илаха илlallah, така имат и Мухаммедун Расулуллах услови. Услови за да биде тоа твое тврдење, да биде прифатено, да биде праведно, имат услови. А тие се, вели шех Абдул Бухари хафизахуллах, тие се истите услови како што се и условите на ла илаха илlallah. Значи првиот услов е ел-илм. Значи ти тврдиш Мухаммедун Расулуллах со потполно знање, со цврсто знање. Не значи мислиш, си слушнал, се зборело кај тебе во твоето село или во твоето, значи, населба кај што живеаш. Не, ти си во потполно знање дека Мухаммед салаллаху алейхи ва селам е Аллахов пратеник. Но ти не можеш да знаеш ако ти не го студираш неговиот живот, ако ти не учиш неговиата сира. Затоа, значи, првата работа што е ел-илм, знање. Вториот услов е ел-јақин. Ел-јақин, значи, не само што имаш знање, туку ти си во твоето срце цврсто убеден. Спротивното од јақин е шек. Значи, шек, колебање, несигурност. Тоа не постои кај тебе. Ти имаш, значи, јақин, цврсто убедување дека Мухаммед салаллаху алейхи ва селам е Аллахов пратеник и дека тој е дојден со вистината и дека тој е последен Аллахов пратеник. Ти си цврсто убеден. Без сомнеш исто. Уел кубул, третиот услов е ел кубул, да го прифатиш. Да го прифатиш потполно, надворешно и внатрешно. Не само некој како што се изговарат како мунафиците, надворешно, но внатрешно го негираат тие Мухаммед салаллаху алейхи ва салам. Не, ти го прифаќаш потполно. Четврти услов е ел-инқијад. Ти се покоруваш. Се покоруваш, значи, на наредбите од Мухаммед салаллаху алейхи ва салам. Уел-ихлас. Значи, тој со искреност. Со искреност го изговараш. Значи, од длабочина на твоето срце, со вистиност и со искреност тврдиш Мухаммедун Расулуллах. Мухаммедун Расулуллах. Исто е сидқ. Сидқ. Значи, ти си со вистина го изговараш тоа. Со вистиност. Значи, ти си, значи, се ихлазија искреност. Значи, сидқ, значи, вархафтихкајт. Значи, aufrichtigkeit, wahrhaftigkeit. Значи, со вистиност. Значи, со потполна вистиност. Значи, ти си во тоа изговарање, го изговараш со вистиност, не со лажење. Спротивното од сидқ е, што? Ел-кезиб, лажење. Значи, да го речиш, да го потврдиш лажно. И последниот услов, што го спомнува шех Абдул Бухари хафизахуллах е ел-махабба. Ел-махабба. Значи, со љубов. Со потполна љубов. И пекамберот салаллаху алейхи што велит? Никој не верувал од вас, се додека да бидам јас посакан кај него, од неговите родители, од неговите деца и дури од самиот себе си.
Drugi od sami od sebe si. Imam Ahmed, imamu sunna, rahimahullah, velit: نظرت في المصحف فوجدت طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. Imam Ahmed, rahimahullah, velit: Jas go pročitav mushafot, znači go pročitav Kuranot i najdov na 33 mesta, odnosno na 33 ajeti najdov kada Allah subhanahu wa ta'ala ni nareduva da budeme poslušni i pokorni sprema Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Znači vo 33 mesta, vo 33 ajeti vo Kuranot ni se nareduva na nas kako muslimani da budeme poslušni sprema Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Така što znači oni koji idat i velят je teka upastvото na nekoj drugi posоvršeno, podobro je, ili odlukata, osudovanjeto na nekoj drugi podobra, posоvršena, znači ti nego nemat staveno vo nivno ubeduvanje, ti nese ubedeni cvrsto od ona što je naredeno nas vo Kuranu. Znači 33 mesta kada što ni se nareduva nas da budeme pokorni i poslušni sprema Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I ova, znači, deka vo toliko mnogo ajeti je dojdeno, taja naredba, ova okažuvat vrvnata važnost vo vrska so poslušnosta sprema Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Znači, pekambaro sallallahu alaihi wa sallam ne zboruva to sami o sebe si. Znači, ona što go prenesuvat, to je objava od Allah subhanahu wa ta'ala. Kako što velite Allah ta'ala vo Kuranu, la yantiqu anil hawa. Znači, to je ne zboruvat o njegovite strasti. In huwa illa wahjun juha. Povek je to objava koja mu se objavuvat na nego. Znači, objava koja mu se objavuva na nego od Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, pekambaro sam ne zboruvat o njegovite strasti. Zato treba nije da budeme pokorni. I to je vo naš pridones. Vo naš pridones je zašto čovjekot ne može da dostigne streknost vo dunjalokot i vo ahiretot da bili od pobednicite i spasenite ostven samo i samo vo sledenjeto na Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah velit: علق الله سعادة الدارين بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala povarza streknjosta vo dunjalokot i ahiretot vo sosledenjeto na Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. وشقاوة الدارين بمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ke bidet onoj tažen i nestreken vo dunja i vo ahiret koji mu se sprotistavува na upasvotu na Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Znači strekinosta, spokojnosta, mirot, duševni odmir se dostignuvat so sledenje na Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. A obratno to, tažnosta, nespokojnost i nestrećnost, to se slučuvat koga čovjekot mu go vrtit grbot na opasvot od Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Zašto to što ni naredil nas da go sledime, da vidime poslušni sprema nego, sprema Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, to je naši od stvoritelj, Allah subhanahu wa ta'ala. I Allah subhanahu wa ta'ala znajt što ima potreba njegovite robovi. Zada dostignat streknost vo dunjata i vo ahiretot. Poto prodolžuvat Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah i velit: Hađatun nasi ila nebi sallallahu alaihi wa sallam fi dunja ašeddu hađatan ila ta'amihim wa šarabihim wa nafasa allazi bihi hayatu abdanihim.
Велите Ибн Al-Qaim rahimahullah, slušajte ги, znači, ovije zborovi na ovije vrvni alimi, što vistinski shvatile i razbrale što se barat od nas. Imam Ibn Al-Qaim rahimahullah velit, potrebata na lugeto, koja je imac prema pekamberu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dunjalokot, je pogolema potreba od nivnata potreba sprema jadenjeto, pijenjeto i nivnoto zemanje vazduh, što nivnjo živo se drži vo tije nefes, vo to zemanje vazduha i ispuštanja. Ibn Qaim rahimahullah ti veli tebe i mene, ja Abdallah, razbudi se. Tvoja ta potreba što imaš ti za Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je pogolema potreba od tvoja ta potreba za hrana i za pijenje voda i potreba ta tvoja za zemanje vozduh. Da se zapre vozduh, koliko može čovjeku da preživi? Allahu alem. Nekoliko minuti može biti, niti nekoliko minuti. No potreba ta tvoja za Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je požestoka i pobarana od ti rabote. Znači ovdje ti kaže Ibn Qaim rahimahullah, znači vo vidna slika ti pokažuvat, za da razberiš ti koliko imaš potrebati, koliko si siromaf ti, za da baraš i da go slediš sunnetom na Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Znači ova ne je šega, ova ne je igra. Ibn Qaim rahimahullah velit, na vistina ti imaš za nego potreba, znači za upatstvoto na Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, i imaš ti potreba za negovio sunnet sallallahu alaihi wa sallam. A vo ahiret je potrebata za Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ušte požestoka. Vo ahiret, vo jomul qiyama, koga pratenicita Allahovi ke strahuvat da pravat šefat, a lugio to ke se najeduvat vo tije teški momenti, nikoj ne se osmeluvat da pravi šefat osven Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. So negovio šefat ke počnit osuduvanje to. I togaš ne mu na Muhammed sallallahu alaihi wa sallam prvim ke mu se otvori džennetot. Zato znači ti treba da bidiš vo jasnost, da nego prodajš toj moment vo ahiretot, vo koji ke se osuduva za tebe da li si vo džehennem ili vo džennet, da go prodaješ za malce ubavi strasti momenti vo dunjalokot. Znači, nego stavaj vo igra toj žestok moment koji nema povtoruvanja. Znači, ti ako razberiš ovdje, ako razberiš vrvnota potreba tvoja i moja i naša vo sledine na Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, toga što si vo stanje da jajiš zemlja, ne lep i sol, zemlja, samo za da ne mu se sprotistaviš na sunnetu od Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Sufjan al-Thawri, imam Sufjan al-Thawri rahimullah, beše od onije luge imami, što beše vo stanje da jadi zemlja, ama da ne stavi vo njegovi od stomak nešto što je haram. Da ne stavi nešto vo njegovi od stomak što je haram. Zašto tebe, što to jadenjena zemlja, može da ti se našteti dunjalokot, što ti bez drugog je umreš na ovaj dunjalok. Da li si živio 70 godini, ili 700 godini, ili 7.000 godine, imaš da osjeti smrta. No nego stavaj vo igra tvoje to sledenje na Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Zato ti je magioničarite, koga bija zastanati pred Firauna, koga vleze se zasadi nivni od iman vo nivnite srca, koga vidite ka Musa alaihi salam, so to što je dođen, to ne je magija. To beše poveke od magijata. I ti je prvi razbrate ka ova je samo so pomožna Allah subhanahu wa ta'ala. I bea ti je
što mu poverува na Musa alejhi salatu wasalam. Firaun što im reče, ke vi gi iskrastam racite i nozite od nopagu, znači desnata i levata raka, ili levata i desnata noga. Što mu rekao ti samo imaš mok na ovaj dunjalog, na ovaj život. Najveće što možeš da ne napraviš, da ne ubiješ. Ama ti ne saka poveke da go prodat nivni od iman za nešto dunjalog od. Koga biše pekambaro sallallahu sallam vo Meka i koga bija muslimanite gnaveni i nepravda im se praveše na niv, neko je prašuvan pekambaro sallallahu sallam, ja Rasulallah, ejna nasrullah. Ili, meta nasrullah, kada je Allahova ta pomoć, ili koga će stigniti Allahova ta pomoć, pekambaro sallallahu sallam im reče, za da imat uteha vo toa, deka nivnoto gnjavenje ne je toliko koliko što bile tije prethodno, imaše luge velik pekambaro sallallahu sallam koji živea prethodno, se stava vo dupka i gi sečea pola na pola so pila. No ova negdje oddalečuvaše nivno od nivnata vera. Ili im je vađa nivnata koža od nivnite koske. Bez opivka. Bez anestezija. No ova negi mrdaše niv, nema nikakov somnež vo nivnata vera. Znači zato se luge mnogo lesno ti da reče se da upasvoto na Muhammed sallallahu alaihi sallam je najpravednoto i njegovo suduvanje najpravedno i najsovršeno i najdobro. No koga ke dojdat iskušenijata, toga će se gledat koliko je čovjekot iskran. Zato znači treba nije da vidime znači vo potpolno znači vo potpolna svest, sovest što imame vo naši teraca i što se barat od nas. Od nas. Velit Imam Ibn Qayyim rahimullah, znači slušaj go ovaj majster Imam Ibn Qayyim rahimullah. Velit Imam Ibn Qayyim rahimullah, on je čovjek koji mu go vrtit grbo na upasvot od Muhammed sallallahu sallam se dvižit vo 10 temnini. Znači onoj koji se dalečuvat od upasvotu na Muhammed sallallahu sallam i slijedi drugi upasvat, od kogo bilo drugi, se dvižit, se najduvat vo 10 temnini. Zulmatu tabi'i. Negovata priroda se zatemnuvat. Znači njegovi od pamet isto i razum se zamatuvat, se zatemnuvat, to je nema jasnost. Zulmatu tabi'i. Zulmatul džahal. Temninata na neznanje to. Vtora znači. Temnina na neznanje. Zulmatul hawa. Temnina na strastite. Zulmatul qaul. Temnina na njegovite govori, zborovi. Zulmatul amal. Temnina vo njegovite dela. Zulmatul madhal. Temnina vo njegovite vlezovi. Zulmatul mahrač. Temnina vo njegovite izlezi. Znači sve koje je dviženje do njegov, to je potpuna temnina. Nemoj da go najde visinski otpad. Zulmatul qabr. Temninata na grobot. Znači onoj kojemu se sprotistavuvat na Muhammed sallallahu sallam, na njegovo tupasvo, od njegovite kazni za nego što ke bidit, zulmatul qabr. Njegovi od grob se pretvoruvat vo temnina. Zulmatul qabr. Temnina. Zulmatul qiyama. Toj ke se najduvat vo potpolna temnost na sudnju od den koja ke bidit oživen. Wa zulmatul qarar, darul qarar. I temnost vo njegovo to krajno prestolnište. Temnost, brat, temnost na srce, to temnost na gradite, temnost na vido, temnost na sluhot. Na svakoga štemnina, poradi njegovo to vrtenje na grbot, na Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. A vo druga ta strana, sprotivnosta od toa onoj
koji sledi upatството на Мухаммед салаллаху алейхи ва селам, тој се најдуваат во тие спротивни 10 работи во светлост, а не во темнина. Значи, нурул фитра вал акл, тој има светлост во неговата природа и неговиот памет и разум. Нурул илм, светлост на неговото знање. Нуру иттибаа, светлост во неговото следење. Нурул каул, светлост во неговите зборови. Нурул амел, светлост во неговите дела. Нурул мадхал, светлост во неговото влагање. Нурул махрач, светлост во неговото излагање. Нурул кабар, светлост во неговиот гроб. Нурул кијама, светлост после неговото живување на судниот ден. Нур дарул карар, светлост во неговото крајно престоалиште. Шабла Бухари што вели на крај? Сега ти одлучиш се кој од овие два пата сакаш да ги следиш. Одлучи, значи секој човек што е акил, човек што е разумен, паметен, човек остроумен, за кој пат ќе се одлучи. Ама оваа работа да беше само со зборови, ќе беше многу лесна. Ова работа да беше со зборови, ќе беше многу лесна. Ова бара дела. Ова бара дела. Ова бара дела. Може да угаснеш. Ова бара, значи, дела. Дела. Потоа велит, во продолжение, шех Абдулла Бухари, хафидахуллах, во објаснувањето на овај поништувач, вели шех Абдулла Бухари, така што нас ни е задолжно, во потполна задолжност, да ние, и до тоа за секој фардун ајн, значи задолжност за секој поединачен муслиман. Задолжност за секој поединачен муслиман, а тоа е следењето на Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Зашто Аллах субханаху ва таала вели: "Фала ва раббика ла ю'минун хатта юхаккимука фима шаџара бейнахум." Аллах се колни во себе си свој. Фала ва раббик, се колнам во твојот Господ. Ла ю'минун, тие не верувале. Додека кога не верувале? Хатта юхаккимука фима шаџара бейнахум. Додека тие да те направат тебе судија за нивните кавги што ги имаат меѓу нив. Thumma la yajiduna fi anfusihim mimma qadait. А потоа, кога ти ќе осудиш, ќе пресудиш, тогаш ти не чувствуваат ништо против тоа во нивните души. Се некој може би ќе дојде кај пекамберот салаллаху алейхи ва селам и ќе барат осудување, но ако се пресудит против него, останува нешто во неговите гради, тесност, непријатност. Не. Вистинскиот верник знае, и ако е тоа во неговите очи се притвора дека тоа е нешто против него, тој знае дека тоа што го осудил пекамберот салаллаху алейхи ва селам е подобро за него од она што тој би го осудил за себе си свој. Ама ова треба муџахадату нефс. Ова не е преку ноги. Муџахадату нефс. Да. Ва юселиму теслима. И на крај, тие се предаваат на тоа осудување. Се предаваат. Овај ајет, фала ва раббика, е објавен поради, се спомнуваат во Ибн Кесир, во Табари, во Куртуби, така натаму, Зубеир, братученот од Ала на пекамберот салаллаху алейхи ва селам, беше во Медина. Направи хиџра. Имаше тој еден обор, еден двор. Во тој двор имаше неколку палми кои има, значи, има хурми. Тука палмата како палма околу себе има како дупка за длабочување. Водата, браздата по наше селски, браздата, првин требаше да помени низ дворот на Зубеир, да се навадат неговите палми урми, а потоа да ја пуши водата дока неговиот комшија. Дојде, но комшијата сакаше да биде што побарго, значи, кај него пушена водата. Така што, дојдоа тие, кај пекамберот салаллаху алейхи ва селам, за да се пресудуваат во оваа работа.
Тогаш, рече пекамберот салаллаху алейхи ва салам, ја Зубеир, навади го тоа долниот дел од палмата и пушти му вората немо. Тогаш другиот рече, ја Расулаллах, а осуди вака што е син на твојата Ала? Значи, ова е огромно осудување за пекамберот салаллаху алейхи ва салам и нафрлување за неправда. Предосуда, барак лафик. А осуди вака што е тој братучет, син на твојата Ала, тогаш му се вцрви на пекамберот салаллаху алейхи ва салам неговото лице и му рече на Зубеир, тогаш наполнија целата дупка со вода и после пуштајме водата него. Зошто праведно беше, значи тој цела дупка тоа да го наполни со вода и после нему да ме пушти. Пекамберот сакаш нему да му олесни, значи малце пушти вода да се намокри околу тоа местото, вода, земјата и пушти му нему. И тога и дојде овај ајет, фала во раббика. И дури имати пренесувања дека дошле до кај Омера радијаллаху ан и Омер радијаллаху ан ги имат уништено. Да, ги имат уништено. Омер радијаллаху ан му рече, ти не примаш од пекамберот салаллаху алейхи ва салам, не примаш од Абу Бекир, ќе примаш од мене, чекајте ме да излезе надвор. Да. Затоа велит шейхул Ислам, пред да го спомниме зборот на шейхул Ислам рахматуллах, го спомниме зборот на Абу Бекр ас-Сидик радијаллаху ан. Абу Бекр ас-Сидик радијаллаху ан велит, после смртта на пекамберот салаллаху алейхи ва салам велит, لست تاركا شيئا من هديه وإني لأخشى أن أزيغ. велит إن تركت شيء. велит Абу Бекр ас-Сидик радијаллаху ан, јас не оставам апсолутно ништо од упатството на Мухаммед салаллаху алейхи ва салам. И се плашам и страхувам ако оставам само една работа да паднам во заблуда. Значи, Абу Бекр радијаллаху ан вели, ја се плашам една работа ако заоставам, ако ја испуштам од упатството на Мухаммед салаллаху алейхи ва салам, се плашам ан азиг, значи зеиг, заблуда, да испаднам. Една работа вели. А денеска муслиманите колку работи заостануваат од пекамберот салаллаху алейхи ва салам и велат каде е победата наша. Каде е победата наша? Не, почни од кај тебе. Почни од кај тебе. Шейхул Ислам Ибн Таймија рахимахуллах велит: ومعلوم باتفاق المسلمين تحكيم الرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بين المسلمين في حياته إلى شخصه وبعد مماته إلى سنته في أصول والفروع. وإذا أردت أن تعلم أين نفسك من هذا فانظر عند النزاع. Vidi što veli, znači, šejhul Islam rahimahullah. Veli je site muslimani go znaat so potpolno prifakanje. Site muslimani, znači, gi imat prifateno. Što? Da trebit da se vraćame nije nazad vo našite presuduvanja kaj Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Во сите наши кавги што ги имаме недоразбирања. Во текот на неговиот живот, салаллаху алейхи ва салам, кај неговиот, значи кај неговата личност, значи сахаба, кога беше пекамберот салаллаху алейхи ва салам во Медина, оде ќе пекамберот салаллаху алейхи ва салам, зашто беше жив. Но сега пекамберот салаллаху алейхи ва салам не е жив, е мртов, закопан е, во Медина е закопан. Ние не ојме кај гробот негов да бараме помош од пекамберот салаллаху алейхи ва салам и не знам што, не, забрането ни е нас. После смртта на пекамберот салаллаху алейхи ва салам, наш ни е задолжен се вратиме во сунетот негов, кај сунетот негов. И тоа фи усули вал фуру. Значи, дали се тие кавги и недоразбирања во темелите на верата, во базите на верата, или се во гранките на верата. Значи, нему да помисли човек да се измамит, па да рече ова е само гранка, ова е едноставно работа, лесна работа, можеме ние, значи, само нашите глави и нашите памети. Не. Се враќаш кај пекамберот салаллаху алейхи ва салам. И потоа вели шейхул Ислам рахимуллах, ако сакаш да знаеш кај ти е тебе себе си твоја, значи кај се најдуваш ти,
тогаш види кога се случуваат кавги, дали се враќаш ти во овие работи. Значи, ако сакаш да знаеш ти кај си, значи ти пресу некого дебата, ти му велиш црното, вели бело. Добро, му велиш, ја вели вака пекамберот салаллаху алейхи. Тогаш ли не, ја има некој шех таму. В село моје беше инако. Во населбата моја бабо ми кажуваше мене инако. Аха, ти значи, на нефсуке мин хада. Значи, кај се најдуваш и себе со това работа. Значи, тоа ќе видиш кај се најдуваш. Значи, колку се искрен во твоето Мухаммедун Расулуллах, се да беше само збор, ќе беше многу лесно за секој еден. Но ова е збор, барат, многу работа. Многу работа. Целиот живот. Не е ова, значи, периодски баракаллаху фик, значи неколку години, неколку месеци. Не, целиот живот. Целиот живот. И тоа е прак. Значи, некој може да помисли сега, па како целиот живот, ја нешто да го помине мојот живот во... Не, тоа е пак во твоја придонес. Тоа е пак во твоја придонес. Тоа е пак во твоја придонес. Значи, ти имаш потреба за Аллах субхана ва та'ала. Ти имаш потреба да бидеш упатен. Ти имаш потреба за тие светлости, да бидеш во светлост, да се најдуваш. Ти си тој што има потреба. Не Аллах субхана ва та'ала. Велит Шейх Абдул Бухари хафизахуллах, вели Шейх Абдул Бухари хафизахуллах, во ова сега што мина, ова што го воведов, што помина сега, ни се разјаснуваат нас со зборот на Имам Ахмед, со Ибн Кајим рахимахуллах, зборовите со Шейхул Ислам рахимахуллах и така натаму, ни се разјаснуваат нас вредноста и позицијата на упатството од Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Значи, затоа сега почнуваш да разбираш ти што сака да ни каже нас Шейх Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, значи кој верува дека друго упатство од упатството на Мухаммед салаллаху алейхи ва селам, дека тоа е подобро или посовршено, дека е тој неверник. Или кој верува дека друго осудување од осудувањето на Мухаммед салаллаху алейхи ва селам е подобро, тој е неверник. Значи, разбираш после овие аргументи, зашто знаеш сега колку е, каде е вредноста и твојата потреба за твоето следење на упатството на Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Прва работа, зошто овие е поништувач сега, ќе дојде тука Шабла Бухари. Значи, од кој агол третиран е оваа работа поништувач на исламот. Првин, ти, кога гледаш и сметаш други упатства за подобри и за посовршени, ти го негираш Куранот со тоа. Зошто Имам Ахмед рахимахуллах 30, затоа сега се поврзува целото, значи. Затоа Имам Ахмед рахимахуллах 33 пати не наредено нас во Куранот да бидеме покорни и послушни спрема пекамберот салаллаху алейхи ва селам. Ти сега во моментов кога му даваш предност на друго упатство, си на други покорени и послушни од Мухаммед салаллаху алейхи ва селам, ти со тоа го негираш Куранот. Негирањето на Куран е неверство. Негирањето на Куран е неверство. Дури како велите Али ибн Аби Талиб ради Аллаху ан, еден харф, значи една буква да ја негираш од Куранот, човекот излагат од верата. Човекот излагат од верата. Исто друга работа, вториот, значи агол, велит Шейхул Ислам, Шейх Абдул Бухари хафизахуллах, оној кој му дава предност на некој друго упатување, освен упатувањето на Мухаммед салаллаху алейхи ва селам, тој со тоа тука содржуваат негирање на двете објави. Негирање, значи, на Куранот и на Суннетот. Тој негира со тоа. Тој не обврнува внимание на ајетите и на хадисите, што се потврдени од Мухаммед салаллаху алейхи ва селам, што нас не се задолжуваат да го следиме Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. И исто што е иџма'a биттифак il-муслимин, велит Ибн Тајмија рахимахуллах. Значи, тој е негира таја иџма'a. А негирањето на иџма'a исто неверство. Значи, кога некоја работа има соединување на муслиманите, иџма'a соединување. Значи, алимите се имаа соединето во тоа мислење, дека тоа е така.
И иджмаа, кога се случуваат иджмаа, значи тоа е вистина. Зашто пекамерот салаллаху алейхи велит: "Ла течтемиу уммети ала ал-батил." Мојот уммет не се соединува за на работа што е батил, што е неправедна. Значи кога се случува во моментот, значи иджмаата на себе е недопирлива, е безгрешна. Значи безгрешна. Зошто? Маасума. Ама цела, значи иджмаа. Зошто пекамерот салаллаху алейхи велит: "Ла течтемиу уммети ала ал-батил." Не се соединува мојот уммет, не се соединува мојот уммет, значи не се соединува мојот уммет на невистина, на неправедност. И овде иджмаа, значи се наменува тука, значи иджмаа на алимите. Значи не овде со намера и со цел иджмаа на секој луѓе, значи на пазар или на улица. Не, оние луѓе значи што имаат нивниот збор, нивното мислење вредност. Тоа е иджмаа. Значи со овие две работи ни се разјаснува нас зошто е токму овај поништувач на исламот, значи те изфрлат од исламот. Прва работа, значи, тој ја го негират она што дојдено во Куранот, во врска со пекамберот салаллаху алейхи селам, и исто негирата она што е објавено во сунетот од пекамберот салаллаху алейхи селам. И требит исто, нас ни е задолжно за ние да му дајме предност на шеријатот од Мухамед салаллаху алейхи селам пред секој друго осудување. Зошто? Како што помна мајатот, фала ва раббика ла юъминун. Значи се Аллах се клони во себе си свој, тие не верувале. Хатта юхакимук, се додека да направа тебе судија во нивните кавги. Значи те направа тебе ја Мухамед салаллаху алейхи ва селам. Не значи некои други идеи, внесени идеи во исламот и така натаму не. Туку токму тоа значи што е дадено во Куранот и во сунето на Мухамед салаллаху алейхи ва селам. Шех Салих, не Шех Арафат тука велит, Шех Арафат хафизахуллах, велит ова месела треба човекот да биде врвно пажлив и внимателен. Во врска со овај четврти поништуваш, треба да биде врвно пазлив и значи внимателен. Зошто? Зошто может, ако нема доволно разбирање, ако не го разбира доволно овај поништувач, мој да панит во заблудата на хаварич и текфириун. За потоа тој да ги осудува муслиманите со неправда за неверство. Значи, затоа треба бит врвно да се пази човекот, значи, да не прави после тоа да гради, значи, да базира на тоа осудување спрема муслиманите, а тоа го прави тој без аргумент и со неправда. Значи требите врвно да се пазите. Шех Салих ал-Шейх спомнуват неколку групи во врска со она што осудуваат тие, со она што не го немат објавено Аллах субхана ва таала. Како е нивното, значи, како е нивното правило. Првата група е кои веруват дека шеријатот со кој е дојден Мухамед салаллаху алейхи ва селам, тој не е, значи, за ова време. Значи не е цајтгемес, што се, значи не е временски мерено баракалафик. Значи не е за ова време. Временски, значи, не можеме во сегашноста наша, во денешницата наша, не можеме да го спроведиме. Значи ние треба други идеологии, други измислувања да донесиме, зашто се во склоп со нашата денешница. Ова значи, со ова, кој верува ова, кој го носи ова верување и убедување во неговото срце, тој е кафир, тој е неверник. Втората врста на луѓе, оној кои веруваат дека можат да бират меѓу следењето на шеријатот или други закони. Значи тој веруваат внатрешно дека тој може да бира. Не е проблем ни во негово следење, ни во негово следење.
to je isto, veli Šejh Salih al-Fauzan, hafidhahullah, to je isto nevernik. To je isto nevernik. Третата врста на луѓе, вели Шейх Салих ал-Фаузан хафидахуллах, кои веруват дека Аллаховата осуда, односно Аллаховиот шеријат е праведен и вистина, но не му задолжен тој да го следи шеријатот Аллахов. Значи, гледаш, има овде не е само една група на луѓе што можеш ти да земиш, значи, и сите да ги осудуваш така паушално. Значи, треба да знаеш, значи, со која врста на луѓе имаш пред тебе работа. Значи, третата врста на луѓе, оние кои веруваат, тој веруваат, значи, дека шеријатот Аллахов е праведен и вистина, но не е задолжно за него да го следи шеријатот. Тој, значи, може да бира да го следи шеријатот или да не го следи шеријатот. Исто тој е кафир. Исто тој е кафир. Четврта врста, која спомнува Шейх Салих ал-Фаузан хафидахуллах, и овде треба да слушаме внимателно во оваа група на луѓе што се тоа можеби поголемиот дел кај муслиманите, кои веруват дека не му е дозволено да осудува со нешто друго, освен со она што имат Аллах Таала објавено, но тој го прави тоа, значи осуди со нешто друго, освен она што имат Аллах објавено, поради неговите страсти и желби. Ама тој е цврсто убеден дека тоа е нешто забрането и тој прави со тоа харам. Овие е муслиман. И ова е мал куфр, како што Абдулlah ибн Аббас радијаллаху ан, куфр дуна куфр. Значи куфр под куфрот, значи мал куфр. Значи овде онај кој веруват цврсто дека не му дозволено со други закони да осудува, ама го правит поради слабост на неговиот иман, поради неговите страсти, поради неговите желби, поради дуњалок, поради пари, поради ришвет, значи како викаат по нашиот македонски ришвет, мито. Значи тие работи, корупција така, значи поради тоа тој го правит. Значи тој е судија да речеме, и му идеш ти му даваш 10.000 евра. Осуди го 5 години затвор. Да. Тој знаете дека тој не заслужил 5 години затвор. Или дај ми ливадата негова, а таа е твоја пример. И тој знаете дека ти прави тебе неправда тука, но и знаете дека тоа е грешно и харам и грев прави, но тој го прави тоа поради тој рушвет, таја корупција. Овија човек е уште муслиман. Исто ова го гледаш ти кај владарите. Значи, затоа треба да пазиш. Кај владарите треба да пазиш врвно пазиш. Ти не можеш да речеш сега владаров не суди со шеријатот, а тој може би копнеат во неговата душа да суди со шеријата. Но, поради може би страф за неговата личност, страф за неговата фамилија, тој нема, значи, таја храброст да се одлучи да владее со шеријата. Овде тебе забрането ти му правиш му неправда, ако ти го клаиш него во првата или во втората група, или во третата на луѓе. Значи ти треба со праведност се од знаците на Ахлу Сунна вел Џамаа е тие кога пробиваат, односно кога критикуваат со знање и правда. Со знање и правда мора да бидите. Знање и правда. Затоа, значи, овај човек, значи, прави мал куфр. Но зборот мал куфр немој да се свати погрешно и да се земи на лесно рамо. Зашто овде е мал куфр во врска со големиот куфр. А ти можеш многу брго од овај мал куфр и во голем да паднеш. Значи, затоа немој да земиш, кога ќе слушнеш, значи, мал куфр, да мислиш дека ова е лесна работа некоја. Не, значи, ова може да те уништи тебе. Ова може да... Аллаху алем. Петтата врста на луѓе, исто што е важна петта врста на луѓе, што спомнуваат Шейх Салих ал-Фаузан, а таја е
Оној кој осудуват во неговите осудувања, но не го потрефуваат Аллаховиот шеријат. Како еден алим, еден факих, еден шеријатски судија. Тој се труди во неговото осудување да суди со шеријат, но некој се случува тој само неколку аргументи му се не му дојдени и тој суди со тие аргументи што ги гледате дека се праведни. Ама на крај се утврдува дека тоа беше тотално спротивно со Аллаховиот шеријата. Овај човек е оправдан. Ама ти ако гледаш од надвор него, велиш судијата ми осуди мене со неправда. Ама тој нема доволно докази. Нема доволно докази. Значи затоа треба многу врвно да бидеме пажливи и внимателни кога идеме на оваа тема тука. Значи за да видиш ти јасно да истражуваш тогаш што е таја причина кај тој човек што тој осудува со друго упатство со упатството на Мухамед салаллаху алейхи селем. Значи за да дознаеш ти треба да гледаш добро, значи за да му го даеш ти нему праведниот и со знање осудувањето што заслужувате. Зошто работата осудување со куфр, ова не работа само со куфр да го осудиш некого. Тука имат и други работи и правила што се поврзани со тоа осудување. Да, после ти не смееш тој човек да го земиш, да го наследиш. Значи некои луѓе велат брго мојот татко е кафир. Како еден брачо рече, се надевам кога ќе умри татко ми да не бидам во мојот крај. Зошти тека може не се кланјат намаз и што ти знам јас, го гледат како неверник. Јас му реков добро тогаш, а куќата што има направено тој? Прече куќата за мене и за брат ми. Реков не смееш да земиш таја куќа. Ти не смееш да ја наследиш еден неверник. Се пекамрот салаллаху алейхи велит: ла ярифул муъмину кафиран вала кафирул муъминан. Не наследуваат муслиман верник еден неверник, а ни муслиманот наследуваат неверникот. Значи не смееш, чим е тој кафир, ти не смееш да го наследиш тебе, него или тој тебе не смее да наследите. Во имање правиме ова. Да, во имање. Не смееш да го наследиш. Ова е текст: ла ярифул муъмину кафиран. Не наследуваат еден муслиман еден неверника. Ла яриф. Ова е ла нахи, ла забрана. Што ги признаш неговите дела? Добро, во ред, пример. Че после ќе правиме за тоа молба. Сме при крај на дерсот, ќе имаме и прашање и одговори, нема проблем, брат. Значи ова беше што го спомнавме во врска со овај четврти поништувач и би иднилахи таала идниот четврток ќе продолжиме со оваа книга, значи со петтиот поништувач, така што од нас се барат за ние овие работи да ги разбериме добро, да се напишаат исто овие 5, зашто кога ги пишуваш 1, 2, 3, 4, 5, имаш значи слика пред твоите очи. Имаш слика пред твоите очи, кога имаш увек потреба за да знаеш и да си во дебата, значи му кажуваш на тој што е пред тебе, не е само една група што ти мислиш така паушално да ги осудуваш, туку тука се 5 групи што треба да пазиш, значи во која група припаѓа тој што си го сретнал ти или што си зборувал, што си дебатирал, за да му ја даеш, значи таја осуда што тој ја заслужува. Хаза ва салаллаху ала набина Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ва салам.